Добро, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете ми прво да го честитам големиот православен празник Свети Никола на сите оние кои го слават како именден или како домашна слава. А сега дозволете ми да предам кон пресконференцијата. Почитувани граѓани, град Скопје е оставен во огромни долгови од ресипничкото владење на СДСМ. Петре Шилегов остава долг од 160 милиони евра по најразлични основи. Буџетот на градот е сега оставен на милост и немилост на добавувачите. Прва и најголема ставка се идни обврски по веќе склучени договори од страна Шилегов, како и доспеани и недоспеани обврски од 58 милиони 140 илјади евра. Тоа значи дека градот веќе должи над 58 милиони евра за договори кои Шилегов нелегитимно ги склучувал за во иднина, за оној пат кога знаел дека нема да биде градоначалник. Тука спаѓаат трошоци за рекламирање, анкети, невладини организации блиски до Шилегов, непродуктивни трошења. Дел од овие обврски, како што беше предновогодишното китање на градот, новата градска администрација успеа да ги скрати. Но остануваат сериозни суми средства кои во понатамошниот период ќе треба да се исплаќаат. Понатаму, 11 милиони 380 илјади евра од буџетската каса на градот се веќе наменети за отпочнати постапки за склучување на договори по однос на јавни набавки во 2021 година. Градот Скопје има склучени вкупно 7 договори за заем и можности за идни кредитни задолжувања, и тоа 4 договори со Светска банка, 1 со Европската банка за развој и поддршка и 2 договори со домашни комерцијални банки, сите тие во вкупна висина од 32 милиони 82.374 евра. Тука спаѓаат кредитите за мегаломанските проекти за мостот Асном, кој води до приватни домови и дворови, проектот за Момин поток, каде што нема никакво решение за откуп на приватно земјиште, куќи и стопански објекти, и проектот без проект Бас Рапид Транзит, кој предвидуваше рушење на паркови, опасност за водоснабдувањето на Скопје и хаос во сообраќајот. Само овој последниот проект, освен 70 милиони евра кредит, не предвидуваше дополнителни средства за изградба на потребниот мост помеѓу Карпош и Влае, за дислокација на водоводни цевки, за дополнителни сообраќајни решенија потребни за негова реализација. Ова се пари фрлени во воздух, без никаква реална добивка за граѓаните. Со сите овие расходи, доспеани и недоспеани, обврски и кредити од банките, сето ова е во вкупен износ од 158 милиони 196.797 евра. 158 милиони евра. Ова се пари кои можеше да се наменат за реални проекти, од кои бенефит ќе видеа сите граѓани. Вака, никој се уште не може да знае каде се трошеле парите на граѓаните. Почитувани, најавуваме дека за трошењето на сите средства на градот се води темелна внатрешна ревизија. Доколку се утврдат неправилности, поранешниот менеджмент на градот и јавните предпријатија ќе сносат одговорност во согласност со закон. Парите на граѓаните не смее да се трошат за непотребни желби и хирови на носителите на власта. Ви благодарам. Повелете ако имате прашање. Големи очекувања, големи разочарувања. Повторно сме во ситуација кога наши представници на власта без никакви информации одат по соседните градови и ветуваат пред македонските граѓани дека нешто би можело да се помести без за тоа да имаат кредибилна информација. Стравот постои дека и овој пат тоа ќе заврши со големо разочарување за македонските граѓани и не е случајно што довербата на македонските граѓани кон европските институции и домашните институции постојано паѓа затоа што тоа е резултат на овие некредибилни ветувања. Наместо тоа, владата треба да се зафати со завршување на домашната задача во поглед на евроинтеграциите, да видиме дали можеме да бидеме држава која има пониско ниво на корупција, која што има повисок економски раст и која што може да се справува со сите кризи кои што и предстојат. Благодарам. Сакам да стигне уште едно прашање поврзано со темата. Од СДСМ го обвинуваат дека скандалозно тоа што Даниел Арсовски и Гомер Отапамане не ги продолжуваат проектите како Бас Рапид Транзит и двата моста. Скандалозно е тоа што се проектирале и се започнале со изградба мостови без да се решат клучните прашања
што се однесуваат на експроприација и имот на приватни земјишта, па овие мостови сега завршуваат во нечии приватни дворови и приватни куќи, без да има решение инфраструктурно за овие проблеми. Што се однесува до Bus Rapid Transit, се покажа дека проектот е без проект, односно не се предвидени уште најверојатно дупло повеќе трошоци кои што би ги имал градот при изградба на ваков проект, затоа што не е предвидено како ќе се изгради мостот од Карпош кон Влае, не е предвидено како ќе се реши водоснабдувањето на Скопје, не се предвидени како ќе се срушат овие паркови кои што постојат веќе во градот Скопје и како ќе се предвидат нови сообраќајни решенија кои што ќе одат кон Bus Rapid Transit. Овие проекти се мегаломански, недоволно добро испланирани, а за нив веќе се земени кредити. Ние таквиот начин на раководење со градот нема да го дозволиме во иднина. Благодарам.